На љубавата улица во Битола, широк сокак, таму се живот живее, таму се јаде и пие. Така се пее за Битола, а во поновата историја се вели дека без утринското кафе испиено овде, денот не почнува. Се што е старо е вредно, а тука ја има старата архитектура и Битола е горда на тоа. И Вароши може да се пофали со убава стара архитектура, традиционално старо мало на градот Едеса во Грција. Вароши е единствениот дел на градот со зачувана староградска архитектура, дело на местните мајстори и типични представници на градителството од минатите векови од големо културно-историско значење. Широк сокак и Вароши. Што е заедничко и што е она што Битола и Едеса ги спојува, а при тоа нудат размена, поголема комуникација, пријателство, соработка. Едеса и Битола се два града во прекуграничната област со заеднички карактеристики. Урбани области низ вековите, кои презентираат особености на културното наследство како резултат на нивниот урбан карактер. За подобрување на туристичките услуги, кои главно се заснуваат на прашања од областа на културата и на валоризацијата на природното опкружување, подрачјата Едеса и Битола преминуваат кон заеднички туристички развој. Тие имаат развиено канали за комуникација и соработка веќе многу години. Врската меѓу двете земји, меѓу двата града, е и римскиот пат Вија Игнација, пат кој бил главно поврзување на западот со истокот. Едеса, сместена во северна Грција и главен град на регионалната единица Пела. Во 1966 година горниот град, како што се нарекува, е прогласен за споменик на културата, а во 1983 година овој статус го добил и целиот Вароши. Старата архитектура ја краси и црквата на Пресвета Богородица. На север се граничи со паркот на водопадите, најголемата атракција на тој регион. Водопадите на Едеса ја имаат единствената привилегија во светот да бидат во центарот на градот, а по нив и градот да го добие своето име. Едеса е град на вода. Тука е и информативниот центар, културниот центар на Едеса, спомениците на архитектурата, хидроцентралите кои снабдуваат две фабрики со електрична енергија, традиционалните куќи, важните византиски цркви и тротоарите со патеки кои ги водат посетителите и жителите на градот. Областа ви е достапна преку скалите што водат до разни погледи дури и под водопадите. Јонизираниот воздух од силата на водата што ги погодува карпите е многу добар за здравието и многу посетители стојат долго време пред спектаклот, додека од сончевите зраци многу често се создава виножито. Градот е сместен во јужниот дел на Пелагониската котлина, обкружено со планинските масиви Баба, Нидже и Кајмакчалан, 14 километри северно од граничниот премин со Грција. Градот стои на важна крстосница што го поврзува југот на регионот на Јадранското море со Егејското море и Централна Европа и е административен, културен, индустријски, трговски и образовен центар. Прошетката низ Битола ќе ја започнеме од страната кога се доаѓа од Грција. Античкиот локалитет Хераклеја Линкестис, градска населба, основана кон средината на 4 век пред нашата ера во 1950 година, прогласен е за споменик на културата од прва категорија, со исклучително и универзално значење. Пред почетокот на Битолското корзо, но од другата страна е музеот, зградата која некогаш била воена академија каде што се школувал таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк. Од десната страна ќе ве пречека офицерскиот дом, една од велелепните згради изградена 1911 година, и таа е денеска споменик на културата. На патот до театарот, на самиот широк сокак е киното Манаки, киното на првите балкански сниматели, браќата Манаки.
На градскиот плоштад некогаш се наоѓаше стариот театар, бил подигнат во времето на залезот на Отоманската империја. Стариот театар е срушен во 1980 година по изградбата на објектот во кој денес се сместени Центарот за култура и Народниот театар Битола. А како изгледал некогашниот театар? Во стариот театар од Битола корисникот може да види каква била зградата, која денес ја нема повеќе, а има оставено длабок печат во битолската историја и пред се театарска култура. Корисникот може да ја наблюдува внатрешноста на зградата во слики во боја преку 3D фотореализам. За време на виртуелната турнеја, корисникот може да се информира интерактивно за слушувањата или областите од интерес. Се изврши комплетна дигитална реконструкција на стариот театар. Што тоа значи? Како прв чекор, собирање на историски податоци. Се изработи времеплов кој што ги кажува почетоците на идејата за изградба на театар во Битола, обкружувањето на во тој период на изградбата на театарот, самата изградба, значајните моменти од театарската и кинокултура во Битола, бидејќи Битола е град кој што има големо влијание во развојот на театарската и кинокултурата на овие простори во целото овој европскиот дел на Отоманското царство во тој период. Врз основа на тие документи изработен е 3D модел прецизен согласно ситуацијата која била кога се рушил стариот театар. Во тоа ги пребаравме скоро сите можни архиви во државата. Најдовме стари проекти, проекти за реконструкција, па дури откривме останати столици од внатрешноста на театарот во село Цапари, од кои што ги исчистивме, ги реконструиравме малку и извадивме текстури, тоа се елементи за да се долови внатрешноста на театарот, колку што е можно попрецизно спрема она што бил во моментот на неговото рушење. Врз основа на сите тие податоци изработивме, како што реков, 3D модел. Врз основа на 3D моделот изработивме видео, и тоа класично видео прошетка низ стариот театар. Изработивме интерактивно 360 степенско видео во кое може да се разгледува интерактивно околината, како да се наоѓате пред или во стариот театар, и изработивме и тура во виртуелна реалност, посебно може би интересна за помладите битолчани кои што имаат уреди за виртуелна реалност, научари овие headset се англискиот термин, значи некои каци ги да ги преведиме на македонски, и кои што со тие уреди буквално можат да се внесат. Тоа во компјутерската во графика го викаме immersive reality, значи можат да се внесат внатре во театарот, односно со нивните движења лево, десно, да добијат чувство дека се наоѓаат внатре физички во зградата на стариот театар. Од оваа локација со скенирање на QR код се оди на веб страната на која што се објавени сите овие материјали за кои што зборува, времепловот, сите 3 видеа, и од тука можат во реално време да гледаат она што сметаат дека е најпогодно за нив, но и од дома, велам, идејата е да стариот театар и целата кинокултура и театарска култура во Битола се промовира и на туристите, се промовира, што е многу битно, на фестивалот Браќа Манаки, дека почетоците на театарската и кинокултура датираат и пред
започнувањето со работа на фото и кино студиото Манаки. И што е многу битно за помладите битолчани да се запознаат за приказната околу стариот театар, а секако повозрастните да се присетат на убавите моменти кои што ги поминале во театарот. Општина Едеса создаде апликација за проширена реалност со употреба на панорамско снимање 360 степени видео. Интерактивната апликација за виртуелна тура до областа на интерес ќе му даде на корисникот можност да прелистува во виртуелен 3D простор и да се информира за предметите од интерес преку персонален компјутер. Корисничкиот интерфејс вклучува алатки за помош како што се 2D мапа за ориентација и континуирано ажурирање на корисникот во однос на неговото точно место во моментот, икона што ќе го активира разгледувањето во таков формат што овозможува употреба на 3D очила анаглиф, икона за опција за турнеја, односно информации или со превод или преку раскажување приказни. Исто така, можност за контрола на турата на различни начини, како на пример преку индивидуално користење на глувчето, тастатурата или екран на допир. Во Едеса и во Битола се создаваат 3D фотореалистични модели на важни градби и архитектонски целини. Апликацијата му дава можност на корисникот во Едеса да се движи по патиштата и споредните улици со калдрама во традиционалниот кварт Вароши и да посведочи преку најновата виртуелна технологија за дизајн како изгледаше областа пред 70 години. Mrs. Natasha from participation. And then, ποιος θα μεταφράσει, Βαγγέλη? Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένα πρόγραμμα πλέον μπαίνει στην υλοποίησή του και θεωρώ ότι σαν Δήμος και σαν συμμετοχή είμαστε πραγματικά πρωτοπόροι και το πρόγραμμα το οποίο θα εκτελέσουμε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει οντότητα σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τη Δήμαρχο για τη συμμετοχή της και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν. Τους δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι υλοποίησαν όλο αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω, να το πω πολύ σύντομα, ότι θα μπορέσουμε αυτή τη συνεργασία να την κάνουμε και στην πράξη και να δούμε από κοντά ο καθένας τι έχει πράξει και τι έχει δημιουργήσει, γιατί είναι μοναδικό και όπως λέμε τα λεφτά φτιάχνουν τόπο. Εγώ σας ευχαριστώ, εύχομαι σε όλους σας καλό Πάσχα με την ελπίδα ότι θα συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα, γιατί δεν πρέπει να σταματήσουν όποιες διαφορές και αν έχουμε ή όποιες πολιτικές διαφορές μπορούμε να δημιουργήσουμε. Τα προγράμματα είναι προγράμματα και θεωρώ ότι έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι στους συνδημότες μας, να κάνουμε προγράμματα για το καλό του τόπου μας, αφήνοντας πίσω. Прошетката продолжува и низ централното градско јадро во Битола и познатата Стара чаршија во овој град. Фотореалистички 3D модели дизајнирани се за зградите што не постојат во денешно време, засновани на архитектонски истражувања, фотографски материјал, постојни цртежи и постојните згради и во Битола. Креирана е мапа на најзначајните културно-историски објекти во Битола, која едноставно до секој турист доближува едно значајно историско богатство, вредно за понатамошни истражувања. Стариот театар, некогашната пивница Балкан, аптеката на Ахил Чаловски, Хаџи Махмуд беј џамија,
Кино Манаки, Безистенот, Магазата, Саат кулата, Старата чаршија и Офицерскиот дом. Денеска ви посакуваат добре дојде во минатото. Секако едно од тие значајни места е Старата Битолска чаршија. Експерти подготвија соодветни текстови, фотографии, споредби, како било некогаш, како е денес. И идејата е преку промоција, како што реков, на кино и театарската култура во Битола, љубителите на киното и театарот да се запознаат и пошироко со знаменитостите на Битола, но повторно водено низ духот на нивната улога во кино и театарската култура. Тука е знакот за Старата чаршија, кој што со скенирање на QR кодот ве носи на делот за Старата чаршија. Идентификувани се од соодветни експерти во оваа област околу 15 битни локации во Битола, а исто така извршена и на 3 објекти од Старата чаршија кои што го доловуваат тој културен или боемски живот во Битола на почетокот на 19-тиот век. Веројатно, со кафе, со пиво, реконструирана е пивницата Балкан или бирарија Балкан, која е од спротива, која била една од центрите на тој боемски живот. Реконструирана е аптеката Чаловски, која исто така била во одреден период битен елемент на Старата чаршија, и Махмуд Беј џамијата, која има долга историја и во која е битна и отоманскиот период, улогата на Отоманската империја се рефлектира тука, бидејќи знаеме дека гостите од Турција се едни од најчестите, можеби и најчести посетители на Битола, така има акцент и на претходницата на она што значи Битола во 20-тиот век, а тоа е отоманскиот период. Битола, освен што е театарски град, тој е и градот на филмот, градот на првите балкански сниматели Милтон и Јанаки Манаки. Во нивна чест, повеќе од 4 децении, секоја есен се одржува фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. Тука на овој црвен килим чекореле големи светски имиња од светот на филмот, кинематографери, режисери, актери. А Битола своевремено го имала и киното Манаки. Таа историја денеска се обновува. Се изгради новата зграда, каде салата за проекции треба да собере 120 гледачи. Општина Битола, во рамките на проектот Синекултура од ИПА програмата за прекугранична соработка со Република Грција, ја набави киноопремата, која ќе се користи за кинопроекции во кино Манаки, но и како мобилна опрема за филмски проекции на отворено. Ова е еден типичен пример на тоа навистина што значи не само географската блискост, туку и блискоста во функционирањето, бидејќи самата географска поставеност создава блискост во делот на културата, во делот на однесувањето на луѓето. Меѓутоа, низ времињата како се менувале годините наназад, се случувале низ, да кажам, пречки кои што едноставно ги оневозможувале луѓето да овие вистински културни вредности ги разменуваат низ некаква ваква соработка и се дел од нивното, да кажам, културно живење. Овој пример на проект покажува дека може да се надминуваат тие бариери, да се отвараат вратите и едноставно да биде сето тоа во бенефит на луѓето кои што живеат едни покрај други, едни крај други. Опремата е во висина од нешто над 64.000 евра, исклучително значајно, особено за град како Битола, затоа што знаеме дека во Битола се одржува фестивалот Браќа Манаки, интернационалниот фестивал. Со ова се овозможува да имаме простор плюс
што би се рекло за низа акции, односно активности кои што се изведуваат во рамките на тој фестивал, меѓутоа и се овозможува да истиот простор апсолутно биде користен во текот на целата година за низа културни настани, за низа проекции. Опремата е најсовремена, што значи дека ги следи светските текови, технолошкиот развој и потребите кои што особено за ваквите фестивалски денови ќе бидат исклучително задоволени. Секогаш може да направите успешна приказна, ако сакате, доколку сакате, и особено доколку имате онака историски гледано богато минато како што го имаме ние. Имено овој простор и ова кино Манаки е поврзано со браќата Манаки, кои што својот, да кажам, на некој начин живот го започнале во и работен век во Јанина, значи точно на грчка страна, да кажам, од другата страна на границата. И веќе се отвара можност, веќе се развива една нова идеја која што би значила развивање на една, да кажам, траса на движење на туристите од почетоците на нивното работење таму, па потоа оно што се случувало во Битола. Ние минатата година видовме дека имаме еден прекрасен филм изработен точно во име на браќата Манаки за нивниот живот и дело, и токму овој простор би бил идеален за да туристите се запознаат со тоа миното и со делата на браќата Манаки. Меѓутоа и преку проекциите на низата проекции кои што можат тука да бидат изведувани и со други историски, да кажам, моменти од нашиот град. Значи, едноставно овој простор треба да ја има жива приказната за минатото за Битола. Во рамките на овој проект, значи, меѓу другото се изработува и 3D, значи виртуелна визуализација на историски моменти од нашиот град, со што туристите ќе можат практично движејќи се низ градот, бидејќи ќе бидат на неколку локации, ќе имаме и можност за бесплатен интернет, односно линк конекции на интернет, со што туристите ќе можат и реално таа 3D анимација, односно визуализација да ја имаат и да се движат низ нашиот град со назначени историски објекти и моменти од минатото токму на нашиот град. Успешна приказна за туризмот имате само тогаш кога сте успеале да направите приказ на она што сакате да го кажете од вашето минато, од вашите вредности и да го заинтригирате туристот да остане повеќе присутен во градот. Новиот туристички инфоцентар во Битола на едно место собира информации и податоци за знаменитостите и културните објекти кои екзистирале низ историјата, како и за денешните туристички локации атрактивни за посетителите. Филмската приказна на Едеса и Битола продолжува од киното Манаки во Битола до отворено кино во Едеса, и двете со својата модерна аудиовизуелна опрема набавена преку проектот Кинокултура. Нашата турнеја во време и места започнува од травертин, типична карпа на Едеса, и античките градежни материјали со цел да се запознаат вароши и архитектонската традиција на Едеса со употреба на дигитална апликација за компјутери, таблети и паметни телефони. Поранешната куќа на Цами се трансформира во мултифункционално место за презентација на долгата историја и архитектонската традиција на Едеса, каде што посетителот ќе ги искористи импресивните апликации на новите технологии за целокупни информации. Посетителите имаат можност да се запознаат со вароши користејќи ја проширената Wi-Fi мрежа и иновативната апликација за паметни телефони или таблети, што вклучува 3D дигитални реконструкции на зградите, што ја покажуваат нивната 100 годишна стара форма, заедно со неколку историски информации за Едеса. Серијата конференции и работилници имаат за цел промовирање на туристичкиот производ, како и функционална поврзаност на културното наследство со современото културно творештво. Со ова значително ќе се подобри организацијата на туристичкиот производ на прекуграничната област и давањето информации за посетителите. Најголем проблем во областите водени Битола е што посетителите се во транзит, бидејќи инфраструктурата за прием на посетители и за промоција на културни и еколошки карактеристики не е соодветно развиена.
Едеса и Битола со своите заеднички, но специфични карактеристики. Градат единствена приказна, која е една од причините да ги посетите овие градови, да ја доживеете нивната убавина, да ја раскажувате нивната приказна и да се вратите повторно и повторно. Проектот Кинокултура се обидува да го пролонгира престојот на посетителите во двата града со создавање алатки за нивно информирање и создава подобар водич до сите културни споменици и места од интерес за животната средина. Новите технологии играат одлучувачка улога во реконструкцијата на минатото во регионот и промовирањето на важните историски елементи и културното наследство.